почитувани медиуми, почитувани граѓани, почитувани синдикати, добро е што согласно деловникот оваа дискусија може да се подели вака на неколку делови, затоа што ние имаме поднесено амандман, видов дека и мнозинството има поднесено амандман, но за тоа потоа кога ќе се отвори предметната расправа за истите, сакав само да дадам неколку коментари. Кога го носевме овој закон, го донесовме консензуално и внатре имаше член во кој што на сите вработени во Министерството за финансии, во кој што се подразбираат и телата кои што се во состав на оваа управа, треба да имаат плата повисока од 30%. Зошто? Заради тоа што сметавме дека на тој начин треба да бидат вработените во тоа министерство мотивирани, за да не го напуштаат тој сектор, бидејќи приватниот сектор од аспект на финансии е многу поконкурентен и сите квалитетни вработени кои што работат во министерството ги напуштаат своите позиции, кои што па од друга страна ги намалуваат перформансите на самата институција. ВМРО ДПМН има заложба дека платите на вработените во оваа држава треба да растат, без разлика дали се тука вработените во јавната администрација или вработените во приватниот сектор. Имаме навистина солидна, би кажал, соработка со синдикатите на завидно ниво и не пропуштаме шанса, дали преку некое законско решение, дали преку одредени амандмани, секогаш да бараме да се покачуваат платите на вработените. Тоа сме го докажале неколку пати. Во текот на овој 2,5 годишен мандат, синдикатите, дали тоа било ССМ, КСС, УПОС или други синдикати, имале одредени барања од нас. Она што е фер да се каже, дека тие со тие писмени барања се обраќаат до сите пратенички групи во собранието. До сега само ВМРО ДПМН позитивно одговорило на нивните барања. И тоа синдикатите го препознале. Сакам да ви информирам за неколку работи. Прво, министерот за финансии се пишмани и не сакаше да им даде покачување на плата на сите вработени. Имаше штрајкови. Па потоа преку овој ентитет, кој што прво сакали да го прошверцуваат законот за игри на среќа, преку автентично толкување, колегата Бедри Фази, кој што го почитувам, но кажувам дека немаше доволно предметни знаења за автентичното толкување кое што го поднел, бара да се толкува законот и да се намали опфатот, наместо на сите вработени во министерството и на оние органи кои што не се регулирани со одреден закон, односно немаат додаток на плата, да се намали опфатот наместо на сите вработени на секторот за изготвување на буџети. Откако сите синдикати се спротивставија, најмногу синдикатот на вработените во Министерството за финансии, ССМ, КСС, УПОС, и се заканија дека ќе го тужат министерот, имавме седница на Комисијата за законодавни правни прашања на 28.2. На таа седница ние отворено се спротивставивме и укажавме дека ако има план мнозинството, така шверцерски да го протне овој закон и да им го одземе стекнатото право на луѓето, ние сега наместо еден ќе имавме 2000 амандмани на оваа седница. И добро е што претседателката на комисијата ја прекина во тој момент комисијата за дополнителни консултации, за да во овој момент колегата Бедри Фазли повторно поднесе барање за автентично толкување и сега замислете од 28 февруари до ден денеска, 16.3, тој што му го давал автентичното толкување на тоа толкување, го сменил ставот, што е во ред. Но и тоа е некомплетно. Во ова ново автентично толкување се опфаќаат само вработените во Министерството за финансии, но не се регулира статусот на оние органи во таа управа кои што немаат посебен закон кој што го регулира додатокот на плати. И токму затоа ние сметаме дека ова треба да се исправи. Она што е исто така особено важно е што сите овие барања кои што ние сега ги имаме пред нас, сите оние барања за кои што ќе разговараме по амандманите, се барања од синдикатите. Односно синдикатите го бараат тоа. Затоа е многу важно кога ќе донесеме некој закон за кој што имаме постигнато консензус, тој закон доследно да се почитува. Да не се прават трикови, да не се прават одредени шеми за да се намалат правата на одредени луѓе кои што треба да ги добијат и да не се срамиме на начин на кој што се срамиме вака. Не зборам ние од опозицијата, туку вие од мнозинството. Ова е еклатантен пример на повторување на постапката со законот за субвенциониран студентски оброк. Ако нешто сме ветиле и сме се договориле, тоа треба да се испочитува до крај. Ако треба да се дадат плати на вработени, треба да им се дадат на сите, а не да ги деградираме, односно да направиме одредени разлики помеѓу луѓето.
Она кое што е особено важно, од овој момент натака, ние заедно со синдикатите ја исполнивме нашата цел. Имаме уште неколку цели кои што се особено важни. Прво, да ги изравниме сите останати министерства со Министерството за финансии. Заради тоа што не може останатите министерства да се дискриминирани по ниту еден основ. Затоа што како што се одат вработени од Министерството за финансии, исто така се одат вработени од Министерството за труд, и од Министерството за транспорт, и од Министерството за економија, и од Министерството за здравство. Тоа е втората цел која што заедно со синдикатите, ВМРО, ДПМН и коалицијата преку собранието ќе се бори да ја оствари. Втората цел, која што мораме да ја оствариме и за која што треба сите да се бориме, е да направиме скалесто покачување, односно усвојување на амандман за скалесто покачување на платите согласно растот на минималната плата. И за тоа ќе се бориме заедно со синдикатите, еве ви најавувам. Заради тоа што не сме да дозволиме принципот на врамнотежување на платите да ги демотивираат вработените. И она кое што е фер, синдикатите ме известија дека таквите барања ќе ги пратат до сите пратенички групи. Кој позитивно ќе се, би кажал, отвори кон нив за комуникација, кој ќе ги прифати тие или кој позитивно ќе се произнесе, тоа е една работа. Ние имаме намера тоа да го сториме. Заради тоа што не сме во оваа држава повеќе да се случуваат вакви адхок толкувања на законите. Плати треба да добијат повисоки сите вработени, дали во државната управа и приватниот сектор. Буџетот е ликвиден, пари има, 5,3 милиарди евра треба да се соберат оваа година и да се потрошат од државната каса, не сме да нема пари за вработените. Благодарам.